Почитувани, Драги Рашковски од позиција на генерален секретар на владата договарал сомнителен тендер во висина од 7 милиони евра за набавка на систем за летање преку МНАВ, како што објавија медиумите. Рашковски заедно со председателот на управниот одбор на МНАВ, кој како што пишуваат медиумите е близок роднина на министерка во владата на Зоран Заев, се слуша како, иако знаат дека датумот на тендерот изменал за 3 дена, го доделуваат истиот на италијанска фирма. Наспроти тврдењата на Рашковски дека тендерот е доделен во 2016 година, МНАВ го демантира преку официјалната веб страна каде се гледа дека склучиле договор во 2018 година. Ако тендерот бил доделен во 2016-та, тогаш зошто десната рака на Зоран Заев, Драги Рашковски, договара рокови само за да добие оваа компанија? Според објавеното во медиумите, ако е транскрипт од разговор помеѓу Рашковски и председателот на управниот одбор на МНАВ, се чита дека иако тие знаат дека италијанската компанија Леонардо не ги исполнува условите со неа да се договараат. Според објавеното во медиумите се чита и тоа дека Рашковски и председателот на управниот одбор на МНАВ одат спротивно на одлуката на владата според која се укажува да се оди кон ретерирање, а не да се склучува нов договор како што тоа подоцна го прават Рашковски и председателот на управниот одбор на МНАВ. Именно според објавеното. Друга работа што мора да се измени. Вели, имаме заклучок на 63-та седница на владата. Имаме одлука со која ни се укажува за да ретендерираме, зборува председателот на управниот одбор на МНАВ преку она што го добивме во медиумите. Наистово, Рашковски одговара, ќе запишеме, во владин заклучок ќе кажеме дека тоа престанува да важи и готово. Но злоупотребите и прекршувањата на законите, почитувани, не застануваат тука. Според објавеното во медиумите се чита дека Рашковски и председателот зборуваат за одредена награда која треба да ја добијат. Имено представникот на италијанската фирма Леонардо во прашање до Рашковски и председателот на управниот одбор на МНАВ вели: дали ќе треба да не побарате за да се состанеме на преговори за да расчистиме некои работи? Во писмото со наградата ќе биде споменато. За каква награда станува збор? И дали господинот Рашковски директно договара процент самиот за себе? Почитувани, дали Зоран Заев знаел за ова и дали и тој се имал фајдано од ваквиот скандал? Бараме оставка на десната рака на Зоран Заев, Драги Рашковски, и итно спроведување на истрага од страна на јавното обвинителство. Вака изгледа вистински една заробена држава. Со оглед на тоа дека Рашковски е вршител на должност, генерален секретар на владата и се уште може да влијае на заташкување на случајот и врз доказите и сведоците до обвинителството, обвинителството треба веднаш да делува. Ги повикуваме надлежните во најбрз можен рок да покренат постапка и да го расчистат овој случај. Доколку се покажат како вистините наводите во медиумите, Рашковски е директен сторител на кривичното дело, злоупотреба на службената положба и овластување од членот 353 став 5 од Казнениот законник, според кој сторителот ќе се казни со казна затвор од најмалку 5 години. Обвинителството и надлежните институции мора да утврдат дали и колку е оштетен буџетот на Република Македонија. Одговорност мора да има за сите вмешани во случајот. Криминалот и корупцијата мора да станат минато. Почитувани, дали чистењето на подрумите од страна на Рашковски значи нивно полнење на вакви нелегитимни начини? Дали Република Македонија конечно ќе се ослободи од оваа ненародна власт? Ова се прашањата кои што не мачат и бараме соодветен одговор. Ви благодарам на вниманието.